Добар ден и од мене. Значи, јас веднаш ќе кажам дека со ваков изборен закон во делот на медиумите што го скроија, избори да има не на 24 април 2016, да има и 2018, ќе биде исто. Веднаш ќе кажам дека тоа што го слушате во јавноста, дека Заев и Груевски се залагаат за еднаков пристап, за равноправен настап, тоа е една голема измама за граѓаните. Зошто го велам ова? Ако погледнете изборниот законник, ќе видите дека тие двајцата се запишаа две одредби кои што се катастрофални за сите нас останатите партии, освен за ВМРО, ДПМН и СДСМ. Се вели дека медиумите имаат клучна улога во изборите, што е точно, нели, се согласиме сите. А што запишаа тие во изборниот законник? Замислете, тие се запишаа дека радиодифузерите, комерцијалните телевизии на час емитувана програма ќе емитуваат 18 минути политичко рекламирање на партиите, платено политичко рекламирање. И сега видите, од тие 18 минути, 8 минути добива власта ВМРО, ДПМН, 8 минути добива опозицијата СДСМ, 1 минута добиваат партиите кои што немаат партијаничка група во собранието и замислете, 1 минута добиваат сите останати вонпарламентарни партии. И сега тука за каква равноправност зборуваат Груевски и Заев? Зошто велам дека тоа е една голема измама што ја пласират во јавноста, бидејќи тие демократијата се ја сакаат за себе. За ВМРО, ДПМН и СДСМ, како што владеа во овие 25 години. Се менуваат на власт, а на земјата не оди добро, така сакат и наредните 25 години да владеат само двете партии. Или по-пластична е ситуацијата кај јавниот радиодифузен сервис, кај македонска телевизија. Таму замислете се запиша 30% МТВ за време на изборите ќе емитува дневни настани од земјата и странство, 30% ќе даде на власта, ВМРО, ДПМН, и 30% ќе даде од времето на опозицијата и 10% за сите останати партии. И уште што си додадо тука еден став, дебатни емисии ќе организираат само за двете големи партии. Така да, јас не гледам дека изборите ќе бидат демократски од овој аспект, бидејќи за мене ова најбитно прашање. Нека повелат, нека дозволат, нека го поделат равномерно, равноправно. Времето, ние како Народно движење за Македонија сме спремни да му излеземе на изборен мегдан и на Груевски и на Заев, али како што велам, ако останат овие одредби за медиумите, тогаш има една многу трпена, тешка работа, што значи нас не останува само теренската работа. Од тука за нас, ако е некаква утека пред известно време, тоа медиумите ги запознавме, поднесовме иницијатива до Уставниот суд да се укинат овие одредби, бидејќи равноправност и еднаквост на партиите е уставно уредено прашање. Значи, уставот е јасен, законските прописи се јасни, партиите откако ќе се регистрираат, откако ќе ги исполнат условите согласно закон за политичките партии, излегуваат на политичката сцена и тогаш се равноправни и еднакви. Уставот нема термини во стилот на големи, мали партии, опозицијски, владеачки, него има само термин политички партии. Така да, значи мојот апел е тука, ние иницијативата за Уставниот суд, бидејќи времето е кратко, е поднесена со времена мерка. Веруваме, знаеме како е формиран Уставниот суд, знаеме дека власта има контрола врз него, но сметаме дека судиите ќе бидат на рамништето на својата работа, ќе работат совесно и во брзо време ќе се произнесат по ова наша отставка, по ова представка, така да ако се усвојат, како што кажам, ќе повторам, ако се усвојат една равноправен и еднаков пристап на партиите, Народно движење за Македонија ќе излезе на овие избори. Благодарам.